Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Започнува нова зора. Американската армија во Ирак со посебна церемонија на која присуствува подпредседателот Бајден и секретарот за одбрана Гейтс означи крај на борбените операции во земјата. Синоќа пак во ударен вечерен термин председателот Обама ја образложи одлуката со коментар дека е време да се заврти нова страница, кога ирачаните ја преземаат обврската за нивната безбедност. The American combat mission in Iraq has ended. Operation Iraqi Freedom is over. Председателот Обама рече дека историскиот момент доаѓа во време на голема неизвестност за многу американци. Поречи си еднодецениската војна и долга и исцрпна рецесија. Оцени дека САД планираат да го одржат и зајакнат лидерството во новото време. Во ТВ обраќањето до нацијата од овалната соба, второ такво откако стапи на функцијата, истакна дека многу работи се измениле откако претходникот Џорџ Буш објави почеток на војната во март 2003. Обама рече дека војната за разоружување на Ирак со текот на време станала битка против бунтовништвото. Еден од акцентите на 20-минутното обраќање беше дека ирачкиот народ сега има одговорност за безбедноста во земјата. What America can do. Тоа што може Америка да стори, а ќе го стори, е да обезбеди поддршка за ирачкиот народ како пријател и партнер. Врховниот командант на САД рече дека е горд на американските војници за службата и пожртвуваноста. Кажа дека дел од американските сили остануваат во земјата, но со поинаква мисија, да ги советуваат да ги поддржат ирачките безбедносни сили во сузбивање на тероризмот и да ги заштитат американските цивили. Согласно договорот со ирачката влада, сите американски војници ќе заминат од Ирак до крајот на следната година. САД платиле висока цена да ја осигураат иднината на Ирак, изјави Обама, осврнувајќи се на преку 4000 загинати војници, но најави дека е време да се заврти нова страница. САД го одбележаа почетокот на мисијата Нова зора во Ирак со формална церемонија на која присуствува ирачки лидери и подпредседателот Џо Бајден и секретарот за одбрана Роберт Гейтс. Во некогашната палата на Садам Хусейн, Бајден рече дека САД ќе останат посветени на ирачката безбедност и дека ги зајакнуваат цивилните и дипломатски напори за јакнење на ирачкиот суверенитет и стабилност. Главниот командант во Ирак, генералот Реј Одиерно, на церемонијата ја предаде должноста на генерал-полковникот Лојд Остин, кој ќе раководи со 50.000 војници кои остануваат во Ирак. А во обраќањето до нацијата посветено на Ирак, Обама вети дека САД ќе започнат да ги предаваат безбедносните обврски и во Афганистан наредната година, но не зададе конкретен рок за повлекување од таа земја. Обама изјави дека транзицијата ќе започне во август 2011, како и дека за намалувањето на силите ќе решава состојбата на теренот. Во Вашингтон, обид да се постигне израелско-палестински мировен договор во рок од една година. Председателот Барак Обама на билатерални средби со израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху и палестинскиот председател Махмуд Абас, ден пред официјалниот почеток на преговорите закажани за четврток. Њујорк деновиве полесно ги минува летните горештини со возбудувањата на тенискиот турнир US Open. Фаворитот Рафаел Надал од Шпанија ја мина првата пречка русинот Тајмурас Габашвили. Успешен старт и за србинот Новак Џокович, кој го елиминираше земјакот Виктор Троицки во 5 сета. Кај жените првата носителка Каролин Возњачки од Данска немаше поголеми проблеми против американката Челзи Галиксон. На тамошен пласман извојуваа и русинката Марија Шарапова и србинката Јелена Јанковиќ. Наспроти очекувањата и предвидувањата, американската економија покажа бавно темпо на растеж во периодот април-јуни. Одделот за трговија изнесе податок дека бруто домашниот производ за тоа време пораснал само незначителни 1,6%, наместо како што се предвидуваше 2,4%.
за овие загрижувачки знаци во однос на економскиот опоравок во следниот прилог. Најновите показатели се дека економијата расте многу бавно и покрај незначителното намалување на невработеноста, бизнисите и натаму се предпазливи при вработување нови работници, а се помалку американци купуваат домови. Ова не е добар сигнал за економистката Джулија Коронадо од банката БНП. Би сакала да кажам дека спасот е веднаш зад аголот, но мислам дека ова ќе биде уникатна и мачна обнова. Ден Арнал е финансиски аналитичар за вестите на NBC. Тој вака ја оценува ситуацијата. Во овој квартал нема забавување на растежот, но се уште се наоѓаме во период во кој луѓето имаат помалку доверба и стравуваат за нивната економска иднина. Недостигот на доверба е една од причините што продажбата на нови домови минатиот месец падна на најниско ниво за последниве 15 години. Економистот Джет Смит е од Националната асоциација на агенции за недвижнини. Клучот за проблемот со продажбата на домови, како и во другите економски сегменти, се работните места. Има некаков економски растеж, но невработеноста стои. На само 10 недели од делумните конгресни избори, Белата куќа се обидува да го смири народот. Заменикот портпарол Бил Бартон вели: Председателот прави се што смета дека е важно за економијата да се движи во вистинска насока. Но стапката на растеж во втората половина од годината се очекува да остане на неимпресивни 2%. За да се забележи напредок и да се запре растежот на невработеноста, економијата треба да расте со околу 3%. Дали хронично досните? Имате ли мала самодоверба? Проблеми да задржите работно место или тенденција да ги одлагате обврските? Како да се промените? Гледајте утре во News Flash. Утре во Newsflash, деконцентрацијата не минува со детството. Најново истражување укажува на потребата нарушувањето да се третира и кај возрастни. Гледате утре во Newsflash. Го гледате Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.